Од денеска во наредните 10 дена сите заинтересирани невработени лица кои имаат дарба и знаење за програмирање ќе можат да се јават на огласот на Агенцијата за вработување на Република Македонија за обуки за напредни IT вештини. Како што појасни на денешната пресконференција директорот на Агенцијата за вработување Владко Поповски, станува збор за 4 видови обуки за програмирање. Првата програма е Microsoft официјалниот курс за програмирање во HTML5 со JavaScript и CSS3, кој што е наменет за изработка на веб модерни апликации, дизајни на веб страни и нивна активност. Потоа е Microsoft MSCND NetC, кој што е наменет за оние кои што сакаат да направат веб сервиси преку кои што може да се импортираат надворешни податоци во нивните бази, односно нивните веб апликации. Може би двете последни обуки, а тоа е Oracle за MySQL со PHP и Python, се едни од побитните програми кои што ќе се бараат во иднина и се модернистички наменети за сите оние кои што работат на програмирање со PHP, а може да ги користат, тоест MySQL, а ги користат двете многу битни програми, а тоа е PHP и Python. Тоа се две во минатото беа хакерски програми кои што се користеа за тестирање или изработка на програми, сега се веќе се официализираат како програми во кои што се користат многу во програмирањето и во изработката на системи и програмски модули. И на крајот, најбитното, ниту еден софтвер нема да биде тоа што е, ако некој не го истестира. А тоа се луѓето кои што ќе завршат за тестери на квалитет на софтвер преку официјалниот курс ICTQB, кој што дава можност не само да се научи како да се тестира софтверот, туку да се подесат и софтверските алатки за нивно тестирање. И на крајот нормално да имаме квалитетен софтвер. Заинтересираните треба да имаат завршено средно или високо образование. По 10 дена сите заинтересирани ќе бидат повикани на тест со цел да се утврдат нивните познавања, а ќе им биде понуден и договор со Агенцијата за роковите во кои треба да ја завршат обуката и да го положат тестот. Во изминатите години од 2010-та до сега вкупно 1025 лица посетувале и завршиле вакви обуки, а според информациите на Агенцијата до сега повеќе од 500 лица се вработиле.